Здраво, ова е подкастот каде се парите, а јас сум Горан Теменугов. Со денешнава епизода продолжуваме со подкастот кој за разлика од првите 6 емисии кои се емитуваа на 2 недели, сега ќе има премиера еднаш неделно. Останува концептот да се разговара за важни економски, политички и еколошки теми, но воведуваме и теми за тоа како се успева во бизнисот, но и кои се реалните проблеми на фирмите. Но да не должам. Денеска ќе разговараме за тоа дали се победи високата инфлација, дали каматите на кредитите би се намалиле во скоро време, колку тие се зголемија, за цената на квадратен стамбена површина, односно за цената на квадрат, за профитабилноста на банките и така натаму и така натаму. Најкомпетентна за ваков разговор е гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Добре дојдовте. Ви благодарам, Гора, на поканата. Добро, погодив каде имате В, каде немате В. Секогаш се бунам во вашите две презимења, каде е В, тоа каде не е. Значи, како што најавив, ќе зборуваме за нешто што е многу актуелно, инфлацијата, но имам чувство, како граѓанин пред се, не како новинар, но и како новинар, дека со новава година, влезот во новата година, како да олабавивме со стравувањето околу инфлацијата, како да падна во втор план, како имаме некое чувство дека веќе се смири и веќе одиме кон некое подобрување. Дали кризата можеме да кажеме дека е надмината со високите цени, со високите трошоци на живот, или сепак опасноста е уште тука? Добро, оно што би можела да кажам е дека инфлацијските трендови се сепак позитивни, бидејќи од високите нивоа на инфлација, кои што беа забележени во 2022 година, минатата година веќе има постабилни трендови, инфлацијата се сведе на едноцифрено ниво, од двоцифрено ниво, просечната инфлација минатата година беше 9,4%, меѓутоа ако ја гледаме годишните стапки по месеците, се гледа веќе дека од втората половина минатата година има значајно намалување на инфлацијата. Така, например, во декември минатата година таа се сведе на 3,6%. Тоа покажува многу постабилни движења, кои што може да се објаснат генерално со два клучни фактори. Првиот фактор е стабилизирањето на светските цени на храната и енергијата, бидејќи тоа е тоа што во најголема мера придонеса за поттикнување на високите нивоа на инфлација. Веќе минатата година, например, кај нафтата, цените на нафтата се забележува пад, наспроти високиот раст кој што постоеше 2021-2022. Мислам дека во просек раст од двете години беше околу 60% на нафтата, меѓутоа еве веќе минатата година има пад. Слично е и со храната, значи тоа се две многу значајни компоненти кои детерминираат нашата инфлација. Например, за разлика од 21 и 22, кога цените на храната раста во просек околу 30-40%, овде реферирам на индексот на ФАО, кој што е композитен индекс за цените на храната, веќе минатата година овој индекс забележа пад од 13%. Се разбира, ова влија и на инфлацијските движења кои што сега се поповолни. Меѓутоа, има и уште еден фактор кој што секако придонесе за стабилизирање на инфлацијата, тоа е прудентната монетарна политика. Знаете и самите, веројатно ќе продискутираме подетално. Да, интересно е, секогаш кога зборуваме за прудентна монетарна политика и секогаш го бараме преводот на прудентна, што значи, и секогаш некако бега точното значење на овој збор, но кога зборуваме за монетарната политика, кога се стега монетарната политика, најчесто сите се незадоволни, а тоа најчесто не значи само граѓаните, бидејќи кога се стега монетарната политика растат каматите на кредитите. Помалку растат и каматите на депозитите, но го чувствуваме најмногу кога растат каматите на кредитите. Незадоволна е и власта, бидејќи сака релаксирана монетарна политика за да може да биде така по растрошлива, што се вика, да троши повеќе што би требало во кога е стегната политиката. Едноставно банките не се задоволни, исто така се стегате и кај нив, бидејќи им викате профитот што го имате треба да го задржите, за не дај Боже. Едноставно, што можеме да очекуваме во следниот период околу каматите? Тоа многу ги интересира граѓаните. Вие зголемувате референтната каматна стапка, односно на благајничките записи, и со тоа расте и каматите на кредитите. Што може да очекуваме? Ќе се намалат ли? Добро, прво да појаснам дека ние како Централна банка сме професионална институција која што работи за јавно добро.
Професионалното одлучување подразбира носење на тешки одлуки, непопуларни одлуки, особено на краток рок. Меѓутоа, при одлучувањето Централната банка не може да се води од ефектите само на краток рок, мора малце да ја гледа по долгорочната перспектива. Оттаму и како што самите посочивте, затегнатата монетарна политика е непопуларна политика, непопуларна мерка на Централната банка, бидејќи значи раст на каматните стапки, барем на краток рок. Но она што е многу значајно е да не заборавиме дека историските епизоди на инфлација јасно упатуваат дека ако не се реагира навремено и ако не се реагира соодветно, цената што ние како општество ќе ја платиме, понатаму може да биде многу повисока. Оттаму, зголемувањето на каматните стапки, не само од наша страна, тоа е тоа што глобално се случуваше ако го погледнете однесувањето на централните банки во глобални рамки, беше неминовност заради стабилизирање на инфлацијата и инфлацијските очекувања. Како се стабилизира со тоа што ќе се зголемат каматите на кредитите? Така плаќаме скапа храна, бидејќи инфлацијата постои, од друга страна плаќаме многу повеќе за каматите на кредитите, односно ратите ни се зголемуваат. Која е логиката? Еден сооднес малце за публиката да објасниме која е логиката на зголемувањето на каматите за да се влијае врз инфлацијата, односно за да се намали таа? Значи, има три групи на фактори кои што влијаат врз инфлацијата. Фактори од страна на понудата, тоа е на пример цените на примарните производи, имате шок, недостиг на производи, цените растат, тоа воопшто не е поврзано со побарувачката со дадениот производ. Понатаму втора група на фактори имате побарувачка, кога има доволно расположлив доход или доволно кредитирање, кое што ја поттикнува ја зголемува побарувачката повеќе од тоа што е понудата, и во тој случај реакцијата е раст на цените како резултат на неусогласеност помеѓу понудата и побарувачката, и имате уште еден многу значаен фактор, а тоа се инфлацијските очекувања. Ако очекуваат компаниите дека цените и понатаму ќе продолжат да растат, во тој случај тие ќе ги вградуваат тие своји очекувања во цените на своите производи. Централната банка може во основа да влијае на овие втори две групи на фактори. На побарувачката. Побарувачката се разбира не зависи само од кредитите, зависи од расположливиот доход, значи од платите, примањата на населението. Централната банка може да влијае на побарувачката која што произлегува од кредитирањето. И затоа централните банки се фокусираа преку различен сет на мерки да го забават кредитирањето. А едниот начин на забавување на кредитирање е преку повисока цена, значи ако е повисока цената, не можеме сите да си дозволиме или ќе си дозволиме помалку од тоа што сме очекували. На тој начин, преку кредитната побарувачка, се влијае на вкупната побарувачка за дадени стоки и услуги. Тоа е едниот канал. Или централните банки може исто така на побарувачката да влијаат и преку намалување на ликвидноста. Не значи само преку каматните стапки. Ако абсорбираат поголем дел од ликвидноста која што постои во банкарскиот систем, тогаш банките ќе имаат помала ликвидност на располагање и помала ликвидност да заврши во кредитирање, а со тоа и помал притисок од кредитирањето врз побарувачката за дадени стоки и услуги. Но цената што се плаќа е повисоки камати. Така е. Цената што се плаќа е повисоки камати. Тие повисоки камати ги плаќаме сите, не само во нашата економија, во глобални рамки. Ако погледнете, секаде во глобални рамки се премина од период на исклучително ниски каматни стапки на заложување, би рекла повеќе од декада, ние живеевме со исклучително ниски каматни стапки на заложување, се премина кон зголемување на каматните стапки. Меѓутоа, и покрај ова зголемување, кое што се случи кај каматните стапки, сепак ова историски се пониски каматни стапки, не е како некогаш што биле високи каматните стапки, што реално може да се види и преку бројките кај нас. Ако се фокусираме на тоа, колку порасна каматните стапки кај нас, например во споредба со Европската Унија, да ја земам, бидејќи таму Европската Централна банка значајно затегнуваше. Од 0 каматна стапка ја сведе на 4,5% поени, што е значајно зголемување. Слично беше и кај нас, околу 5% поени беше зголемувањето на основната, базичната каматна стапка. Меѓутоа, за разлика од Европската Унија, каде што имаше посилна монетарна трансмисија, односно тој пораст кој што го направи Европската Централна банка,
се пренесе во поголема мера и на каматите на кредитирањето. Таму каматите на кредитирањето се зголемија речиси двојно од тоа што се зголемија кај нас. Што значи кај нас, слична е да речам беше реакцијата наша и на Европската централна банка, но таму Објасниме, бидејќи сепак за поширока јавност да. разбораме. Значи Европската централна банка зголеми од 0% На 4,5. базичната на 4,5, ние зголемивме сега мислам 6,25 колку да, од 1,25 на 6,3. 6,3, значи ја зголемуваме. И сега тоа е зголемувањето на базичната. Базичната е многу важна бидејќи банките врз основа на таа базична камата Да. одредуваат колку ќе бидат каматите на кредитите и на депозитите, но и на кредитите. Сега, во Европската Унија, колку тоа изнесува, например, базичната, колку поскапеа кредитите, колку кај нас. Да им објасниме малку компарација. Бидејќи јас знам по мојот кредит што го користам, беше со 3%, 3,5%. Базичниот сега истиот кредит чини, мислам дека за 2% поена повеќе. Мислам дека не е ни 2, можеби и помалце. Не е дуплирано. Односно не ја следи трендот што го имате вие од 4-5%. 5%. Да им објасниме што значи и колку вистински е зголемена кредит на каматите на кредитите. Значи, уште еднаш да повторам, нашата каматна стапка се зголеми за 5% поени, од 1,25 на 6,3, отприлика околу 5% поени. Каматните стапки на заложувањето во банкарскиот систем кај нас се зголемија, ако ќе ја земам статистиката за вкупните кредити, само за 1,25% поени, а ако ја земам статистиката за ново одобрени, значи која се фокусира само за ново одобрените кредити, нешто повеќе 1,5% поени. Тоа значи трансмисија, пренос од нашата кон банкарските само за околу 30% во просек. А во Европска Унија? Во Европска Унија каматните стапки се зголемија за 3,5. Значи ке нас збориме за 1,2 или 1,5, зависно која статистика ја гледаме. Во Европска Унија 3,5. Значи тоа е повеќе и од двојно од кај нас, односно товарот, тоа зголемување кое што го понесе корпоративниот сектор и граѓаните во Европска Унија беше поголем, динамички гледано. Инаку, сега ние ако ги споредуваме колкави се каматните стапки кај нас и колкави се каматните стапки во Европска Унија, сега тие се изедначија. Зошто? Зошто кај нас беа повисоки стартната основа, но покачувањето беше помало. Во ЕУ беа пониски, но покачувањето беше поголемо. И практично сега каматната стапка на кредитирање кај нас во просек е 5,5%, што е многу слично и со Европската Унија исто околу 5,5%. А ако го гледам сегментот на домакинствата, кај домакинствата дури заложувањето сега кај нас е по пониска каматна стапка од просекот во Европска Унија. Сега овде да потенцирам, зборувам за просек на ниво на Европска Унија, иначе поделни земји секако дека има разлики. Ова сумарно само покажува дека ние успеавме да ја стабилизираме инфлацијата и да ја сведеме на ниво на Европска Унија, зашто кај нас е 3,6, во ЕУ 3,4. Речиси да нема разлика, но со пониска цена за економијата. Но на што боде очи, она јавноста што е многу иритирана, ние плаќаме повисоки камати, во споредба со Европска Унија не толку високи, како граѓани плаќаме повисоки камати, но од друга страна банките бележат рекордни профити. Значи, добро е да се има профити, затоа и работат банките, фирмите, компаниите функционираат за да заработат, но ако зборуваме, се добива впечаток дека на грбот на кризата и грбот на граѓаните, они остваруваат екстра профити, уште повеќе се богатат. Дали го регулират овој дел, банките се под Народна банка со закон, и инфлацијата исто така е со закон регулирана, вие треба да се борите за ценовната стабилност според закон, но дали вие имате можност да го ограничите овој профит, едноставно да не и дали е реално толку високи профити или ние само имаме чувство граѓаните дека они имаат заработиле на нашиот грб? Профитите се реално високи, ако се гледа и низ историска перспектива. Меѓутоа, феноменот на високи профити во банкарскиот систем не е својствен само за нашиот банкарски систем. Во глобални рамки, тоа е прашање кое што се дискутира.
Ако се споредиме, на пример, со просечната профитабилност на банкарскиот систем во Централна и Југоисточна Европа, слична е многу со профитабилноста на нашиот банкарски систем, а во регионот на Западен Балкан нашата профитабилност е отприлика околу просекот, но има и банкарски системи со повисока, на пример во Србија, во Косово, па и Црна Гора според некои параметри се дури ги повисоки. Значи профитабилноста е висока. Што можат централните банки да направат за профитабилност? Оно што можеме ние да го направиме и оно што го правиме де факто е да ги натераме банките преку одредени мерки кои што ние ги превземаме, како што прочем посочивте и вие, најголем дел од таа профитабилност да ја задржат за да ја докапитализираат банката. Што значи? Ајде да го објасниме. Тоа значи наместо да се подели во дивиденди во целост на акционерите на банките, поголем дел да заврши да се реинвестира таа добивка која што е остварена во капитал. Што значи зголемувањето на капиталот на банките? Тоа е од клучно значење за одржување на стабилноста на секоја една поединечна банка, но и за одржување на целокупната финансиска стабилност. Колку е поголем капиталот на банките, ако има поголеми ризици од било кои причини кои што може да се материализираат, банката ќе има поголем капацитет преку својот повисок капитал да ги абсорбира. Значи да не се одрази на незиното работење во смисла задоволување на сите регулаторни барања кои што постојат. Има уште една многу важна причина. Зошто е важно банките да имаат поголем капитал? Тоа е за да може да го кредитираат населението и компаниите. Колку е капиталот поголем на банката, толку е и можноста да кредитираат поголема. Ако нема доволен капитал, тие нема да можат да обезбедат соодветна поддршка и на граѓаните и компаниите. Нашите мерки во што резултира? Јасно се гледа преку податоците дека адекватноста на капитал, тоа е една од мерките по која што вообичаено се оценува колкава е капитализираноста на банкарскиот систем, е највисока сега во изминатите 17 години. Тоа јасно покажува дека нашите мерки дадоа Колку изнесува сега? Ќе објасниме малци за тие што не пратат зошто е важна адекватноста на капиталот, но колку сега изнесува тој процент? Нешто над 18% адекватноста на тоа е минималниот. Минималниот, тоа е со закон минималниот што треба. Джентлменски договор од секогаш било помеѓу банките и Народна банка околу 12%, по 12% да не се оди. Колку што јас се сеќавам од пред 10 на 15 години, кога сме го работеле оваа тема на пример за адекватноста на капиталот, секогаш било ни една банка да не, ако падне околу 12 веќе имаше аларм во Народна банка и нешто не се случува чудно, иако законот вика до 8% нема никаков проблем ако е адекватноста на капиталот. Ова е интересен податок, 18% што изнесува, но да појасниме адекватноста, дали јас добро го разбирам, но се ова е многу поедноставена варијанта на сето тоа. Тоа се у суштина парите, средствата што треба да ги има банката во случај да нагрнат луѓето и да сакаат да земат и треба да има 100% парите да се депозитите да ги повлечат, они имаат 18% пари кешарица што се вика да ги исплатат во моментот. У суштина имаат средства ако треба. Тоа би било некоја груба превод на себе ова. Добро, симплифицирано. За граѓаните, значи колку е поголем капиталот, толку граѓаните се посигурни во стабилност и одржливоста на банките и банкарскиот систем. И сега банките не се задоволни со тоа што дел од приходите им водат, односно добивката, профитот им оди во капитал. Како реагираат они? Како се справувате со нив? Сепак банкарското лоби викате многу моќно и може да изврши прилично добар притисок врз Народната банка. Како се справувате вака лично вие? Како Народна банка и како гувернерка? Добро, јас, како што и посочив на почетокот, ние сме професионална институција и мора да се водиме од професионализмот во нашето работење, мора да го гледаме јавното добро, а финансиската стабилност е јавно добро. Затоа што ако нема финансиска стабилност, не можеме да очекуваме ни раст, ни развој на целокупната економија, затоа што тоа е главен избор на финансирање на економската активност. Во принцип, ние сме отворени, транспарентни, транспарентно разговараме со банките, а следиме европската регулатива, сметаме дека треба во чекор да ја следиме, значи кога има некои новини и тие новини гледаме најбрзо што може да ги имплементираме и во
нашата регулатива, меѓутоа не само затоа што е потребно да го пратиме чекорот со Европската унија, туку затоа што тоа е добро и тоа е здраво за нашата економија во целина. Мислам дека сите тие што вложуваат во банките им е јасно дека банкарскиот сектор не е како и секој друг сектор во економијата. Тој е строго регулиран сектор. Зошто? Затоа што работат со туги средства, значи работат со депозити. И оттаму секој што вложува во банкарскиот сектор и што очекува поврат, нели, на вложените средства, мора да е свесен дека тоа не е обична компанија. Тоа е сепак сегмент кој што е строго регулиран и работи по значајни регулаторни барања. Се доаѓаме до две клучни прашања можеби. Рековте дека 6,3 е базичната камата, но усуга порастот на каматите на кредитите не го следи тој чекор, е побавен од, например, во Европската унија, што е. Дали можеме да очекуваме во иднина, веројатно нема да се коригира оваа базична камата во догледно време, бидејќи и ЕЦБ донесе и ФЕД да во догледно време да не ги зголемуваат, но не најавуваат ни намалување, туку еден временски период ќе ги остават на оваа ниво што постои, но бидејќи ние, ајде да кажеме, каскаме позади Европската унија, односно не се прелеале овие 6,3% базична камата во каматите на кредитите, дали може да очекуваме дека сепак и без промена на базичната и понатаму ќе растат каматите на кредитите? Тоа е првото прашање, кои се очекувањата? И второ, кога може да очекуваме да почне да се намалува базичната каматна стапка, односно на благајничките записи што се? Да почнеме од второво Добро, прашање, кога би можело да се очекува намалување на каматната стапка на Централната банка. Тешко е да се каже, бидејќи одлуките на централните банки во основа зависат од макроекономските податоци. Во нашиот случај, бидејќи ние спроведуваме на стратегија на одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото, еден од клучните параметри од кои што ќе зависи нашето однесување покрај од инфлацијата, секако и девизниот пазар и нивото на девизни резерви. Сега за сега трендовите и во пунктот на инфлацијата и кај девизниот пазар се поволни. Минатата година имаше значајно подобрување во екстерното окружување, што се гледа и преку повисокиот пораст на девизни резерви. Или да објаснам, ние имавме значаен прилив на девизи во нашата економија, кој што ние го откупувавме од банките и на тој начин ги градевме девизните резерви. За разлика, да речем, од изминатите неколку години, кога ние на нет основа продававме на банките, за да може да се одржи стабилноста на девизниот курс. Зошто? Затоа што беше енергетската криза, компаниите многу повеќе плаќаа за енергенсите, имаа побарувачка од банките за девизи, за да може, нели, да се направи увозот. Сега цените на енергенсите значајно се намали. Тоа намали и побарувачката на компаниите за девизи. Со тоа, плюс имаме и извоз на некои енергенси, генерално трговскиот дефицит значајно се подобри и сето тоа резултираше во поголема понуда на девизи. Бидејќи имаше вишок на девизи на девизниот пазар, ние откупувавме и сето тоа што ние го откупувавме оди во девизните резерви. А нивото на девизни резерви е клучно за одржување на стабилноста на девизниот курс. Ние завршивме со девизни резерви некаде околу 4,5 милиарди на крајот на минатата година, евра, 4,5 милиарди евра, и што беше и над практично нашите очекувања. Многу е важно како ќе се одвива, како ќе биде состојбата и понатаму на девизниот пазар. Сега за сега нашите проекции се дека овие поволни трендови ќе продолжат и оваа година, и ако продолжат, тоа навистина ќе уствари простор за водење на пофлексибилна монетарна политика. Истото е и со инфлацијата. Сега за сега трендовите се поволни. Просечната инфлација минатата година, спомена, беше 9,4%, што беше многу слично на нашите проекции. Ние проектиравме 9,5%, инфлацијата беше 9,4%. За оваа година проекцијата ни е да се движи од 3,5% до 4%, значи во тој распон на годишно ниво. Во просек, значи за целата година, за 24-та година. Ги очекуваме податоците со јануари, треба скоро да се објават. Според нашите проекции, би требало во јануари да има натамошно намалување, значи од 3,6 на пониски нивоа.
Така да, клучни се овие сумарно два параметри, што ќе се случува, кои се нашите очекувања исто за среден рок, што ќе се случува и на девизниот пазар и на инфлацијата, и од тоа ќе зависи поставеноста на монетарната политика, односно Однака, како што гледам, тоа до нова година тешко дека ќе има некоја корекција на каматата. Добро, зависи, има и уште еден фактор, што не го споменав, што секако има значајно влијание кај нас, тоа е и однесувањето на Европската централна банка, поради паритетот на каматни стапки. За сега, спомнавте и вие, Централната банка, Европската централна банка во неколку наврати ја задржа каматната стапка непроменета, слично и кај нас, и ние веќе во неколку наврати ја задржавме непроменета, така да ќе зависи доста како ќе биде и нивното однесување, затоа што нашиот курс е врзан со еврото. И мора да имаме во предвид и поставеноста на Европската централна банка. Пазарните очекувања се дека Европската централна банка има веројатност, има одредена веројатност да почне со намалување во вториот квартал оваа година, кога се очекува намалување за околу 25 базични поени, и кое што намалување се очекува да проложи со одредена динамика до крајот на годината. Значи, почетокот на циклусот на олабавување некаде вториот квартал. Но има разлики. Например, пак аналитичарите, ако видиме што очекуваат тие очекуваат дека би почнало оваа година намалувањето, но нешто подоцна. Така да и ние ќе се водиме од податоците, информациите. Клучно е да се стабилизира инфлацијата и инфлацијските очекувања, за да на трајна основа тоа биде направено, а да нема повремени повтори. Како Народна банка би биле задоволни со нивото на инфлацијата, за да можете да почнете посериозно да размислувате за намалување на основната каматна стапка. Значи, дали 2% годишна инфлација е таргетот што го имате, па после тоа да олабавувате, или веќе рековте 3-4% очекувате оваа година и тоа би било некоја доволна ниска инфлација за да можете да почнете да размислувате за намалувањето на каматните стапки. Прво само да појаснам дека ние немаме стратегија на таргетирање на инфлацијата, за разлика од некои други земји кои што имаат, претежно во Европската унија, таму е стратегијата се таргетира одредена стапка на инфлација. Таму не се водат од девизниот курс, бидејќи девизниот курс се формира слободно на пазарот. Кај нас обратно, ние имаме стратегија на таргетирање на девизниот курс, соодветен курс помеѓу денарот и еврото, и наш клучен предуслов е да се одржи стабилноста на курсот, која што, како што гледаме низ годиниве наназак и покрај бројните кризи и шокови кои што се соочиме, гледаме дека успешно ја одржуваме стабилноста на курсот. И тука многу ни се важни девизните приливи, значи не колкави ни се само сега девизните резерви, туку што очекуваме и на среден рок дека би се случувало. А во однос на инфлацијата, секако ние тежнееме кон некој историски просек на инфлацијата, иако немаме екзактен таргет поради поинаква стратегија, но тежнееме на среден рок, значи инфлацијата да се сведе на околу 2%. По нашите проекции, значи оваа година ќе продолжи трендот на намалување, а на среден рок веќе од наредната година би очекувале да се симнеме на некое просечно историско ниво од околу 2%. Во суштина можеме да извлечеме сега заклучок, еве јас во она што се вика го барам тонското парче, дали може да очекуваме дека каматите ќе почнат да паѓаат од наредната година или кон крајот на оваа година. Се уште е рано да очекуваме ние како граѓани дека ќе се намали базичната каматна стапка и дека да очекуваме на пример еве во јуни јули дека ќе се намалат каматите на кредитите. Која е прогнозата еве? Знам дека е неблагодарно и вие кога ќе кажете Народна банка кога ќе каже нешто тоа е закон и сите се водат тоа, но еве бидејќи е подкаст дека разговараме едноставно што можеме да очекуваме еве вака. Врз основа на онаа што сега го кажавме. Да. Генерално, тоа што можам да го кажам е дека доколку проложат овие поволни трендови кај инфлацијата и кај девизниот пазар, кои што се присутни сега и кои што според нашите проекции очекуваме дека ќе продолжат, без да се материализираат некои поголеми шокови, тоа ќе остави простор веќе кон крајот на оваа година да се размислува можеби за пофлексибилна монетарна политика. И сега доаѓаме до првото прашање што не го одговоривме, бидејќи е 6,3% основната, прелевањето во каматите на кредитите не одеше со тоа темпо, значи,
дали треба да стравуваме дека додека биде оваа 6,3 банките ќе зголемуваат каматите во наредниот период, бидејќи ќе речат го следиме трендот што ни намигна Народната банка со висока основна камата, сакаме да ги зголемиме бидејќи така треба да биде. Имаме простор. Каматната стапка во банкарскиот систем зависи од повеќе фактори, нели, не зависи само од основната каматна стапка. Тоа е сигналот у суштина. Тоа е сигналот, да, точно, како што кажувате. Меѓутоа, ако се погледнат податоците, статистиката на каматни стапки, може да се види дека веќе од август месец минатата година цената на задлужувањето не расте. Во просек се одржува на некое стабилно ниво, а податоците со ноември и декември веќе упатуваат на одредено мало надолно поместување. Зато и велам, каматната стапка не зависи само од основната, базичната така, туку и многу други фактори, например ликвидноста на банкарскиот систем. А ликвидноста на нашиот банкарски систем, како што знаеме, традиционално се одржува на високо солидно ниво. Понатаму, многу важен друг фактор е конкуренцијата во банкарскиот систем. Потребата да се оствои поголем дел нели од пазарот. Сето тоа влие за дефинирање на ризичните политики или политиките за преземање на ризик од страна на банките. Понатаму влие и фактот дали има и друга конкуренција, значи надвор од банкарскиот систем. Така да мислам дека сите овие фактори ќе влијаат на идното детерминирање на каматните стапки во банкарскиот систем. Но ако може, не можам да го исклучам и не можам да исклучам и таа ситуација, особено ако има некои каматни стапки кои што се врзани со основната каматна стапка и ако се врзани 6-месечно, затоа што ако се прави прилагодување на пример во јануари, а поврзаноста е со основната каматна стапка, можно и во јануари месец да има некое прилагодување, но и да има, не би очекувала дека тоа би било некое позначајно зголемување. Да не заборавиме за каматата, за кредитирањето во нашиот банкарски систем нема улога само нашата основна каматна стапка, туку има и на Европската централна банка, затоа што отприлика половина од кредитите се во девизи или со валутна клаузула, а тие во најголема мера се врзани со еуриборот. Еуриборот е секако под влијание на тоа што прави Европската централна банка. Значи, ако тие почнат порано да намалуваат каматни стапки, ќе почне да се намалува и еуриборот, а со тоа, по автоматизам, сите оние каматни стапки кај нас, што се врзани со еуриборот, ќе почнат да се намалуваат. Сега има уште едно прашање овде. Што ако не паѓа либорот и се намалува, банките речат не ги намалуваме нашите камати, ни одговара екстра профит че да си правиме, веќе тоа е светски тренд во моментов. Иако се намалија енергенсите, влезните инпути се намалија, едноставно можат поевтина да ги поевтинат производите, не ги поевтинуваат компаниите, например производителите бидејќи имаат екстра профит. Зошто банката, иако паднат сите влезни индикатори, зашто би ги намалила кога ќе може и со оваа камата што ми издржуваме, не пропаѓаме, ќе рече па да земеме некоја паричка повеќе од граѓаните што ги финансираме. Дали може тоа да ни се случи? Или има мерки тоа, вие кога ќе видите дека тоа се случува да ја интервенирате како Народна банка? Значи, досега, имајќи го во предвид историското однесување на банките, но не само кај нас, генерално, како се однесуваат банките, во принцип банките ги пратат сигналите на Централната банка. Секогаш кога централните банки сугерираат, односно ја зголемуваат основната каматна стапка, банките следат. Кога централните банки ја намалуваат основната каматна стапка, банките следат, но тие следат и на страната на активата, и на страната на пасивата. Значи нема само да ги намалат каматните стапки на кредитирањето, туку и на депозитите. Значи, досега не сме имале во основа таква пракса, не очекувам ни сега да има таква пракса, но како што кажав, пак сплет на многу фактори има што ќе влијат. Уште една работа, ако ја погледнеме структурата на билансите на банките кај нас, околу 70% се со променливи каматни стапки. Како што споменав, тоа значи дека се врзани во самите договори што ние ги имаме,
нели како кредитокорисници, стои дека нашата каматата што ја плаќаме ние ќе зависи од, на пример, основната каматна ставка. Па на тоа се надоградува одреден износ. Или ќе зависи од Еурибор. Како контролирате, на пример, дали го почитуваат банките тој дел, бидејќи ние како граѓани немаме можност сега да гледаме, тоа подпишавме, треба сега да ни се зголеми, сега треба да ни се намали, се смениле влезлите фактори, чекај да видиме дали вие ако гледате дека има простор за намалување, а не се намалува, можете да ги платите банките и да ги предупредите и да преземете мерки ако не се придржуваат на договорот, односно на онака како што треба да работат. Да, точно. Доколку банките не се придржуваат на договорите кои што ги имаат склучено со кредитокорисниците, ние правиме контрола. Всушност пред 2 години ние формиравме и посебна дирекција која што се нарекува Дирекција за финансиска писменост и заштита на потрошувачи, односно се мисли на корисници на финансиски услуги. Од минатата година почнавме и со посебни таргетирани контроли през банките кои што се наменети само за овој дел. Колку банките се транспарентни, колку ги почитуваат договорните односи со клиентите, колку ја почитуваат законската регулатива во овој дел која што предвидува заштита на корисниците на кредити. Да подсетам, ние и минатата година се донеси нов закон за платежни услуги, каде што исто така се предвидуваат голем број на заштитни механизми за граѓаните, не само во однос на каматите на кредитите, туку и во однос на провизиите, на доместосите, така да ние контролираме, како што споменав, посебна дирекција. За прв пат почнавме со посебно таргетирани наменски контроли и доколку констатираме неусогласеност, непостапување, а веќе, например, имаме констатирано со контролите, изрекуваме прекршоци и банките, наложуваме банките веднаш да постапат по законската регулатива. Значи, ако, например, плаќам 6% камата на кредитот, толку ми изнесува, например, сега со промени, треба да биде 5,5, например, вие ако откриете можете да ги кажете Апсолутно. на банката и да ја подказните и мора да се повинува и да ми го смени, да ми ја смени камата. Доколку тоа го предвидува вашиот договор, секако. Да, Го и може граѓаните кои што се незадоволни да се обратат до кај нас со поплаки по кои што ние заложително постапуваме. Сега доаѓаме до нешто во јавноста беше многу присутно, па некако како да не се одговори. Тоа беше дека може да се намалува инфлацијата, но цените да растат. Например, пред се на одредени производи, пред се прехранбените производи. Можно ли е тоа инфлацијата да паѓа, цени да растат? Имаше една таква дебата во јавноста пред Нова година. Да, добро е што прашувате, еве можност тоа да го објасниме. Тука се важни два аспекта кои што би сакала да ги објаснам. Првиот, самиот поим инфлација не значи пад на цените, туку значи раст на цените. Намалена инфлација значи раст на цените, но намален во споредба со претходни нивоа. Така да одговорот на вашето прашање е да, намалена инфлација значи дека цените се уште растат, но динамиката на раст е многу поспора. Уште еден важен сегмент, кој што треба да се знае дека инфлацијата е мерка на просечно ниво или се нарекува на општо ценовно ниво. Меѓутоа, како се формира тоа општо ценовно ниво? Например, кај нас во инфлацијскиот индекс влегуваат негде околу 680 видови на производи и услуги. Некој може нивната цена може да расте на некој од нив, а цената на некој може да паѓа. Но битно е во просек. Меѓутоа и при пресметката на инфлацијата, сите овие 680 производи и услуги немаат иста тежина, тежински фактор или едноставно кажам значење кое што им се придава при пресметката. Тоа е по стандардна методологија на Државниот завод за статистика, но таква е и меѓународната методологија. Зошто? Оние производи и услуги на кои што граѓаните трошат поголем дел од својот буџет, добиваат и поголемо значење при пресметката на инфлацијата. Например, кај нас просечно семејство или просечен граѓанин речиси половина од своите приходи троши на храна и енергија. Затоа во инфлацијскиот индекс групата храна, се разбира, во низ има многу подставки, нели? И групата енергија зафаќа 51% од целокупната потрошувачка кошничка. За разлика од Европска унија, например, каде што офаќа на храна и енергија само 30%. Причината е, бидејќи населението во Европска унија, просечното семејство троши многу помалку на храна и енергија, троши повеќе на услуги, што е врзано и со нивото на доход во економија. Токму и ова беше една од главните причини зошто кај нас
при ист инфлацијски глобален шок, значи ист раст на глобалните цени на храната, на енергијата, кај нас во 2022 инфлацијата порасна многу повеќе од Европска Унија. Кај нас инфлацијата достигна 19-20%, во Европска Унија негде до 11%. И се зголеми тој јас инфлацијски диференцијал. Но сега пак обратно, како паѓаат цените на глобалните берзи, кај нас инфлацијата се намалува побрзо од тоа што се намалува во Европската Унија. Затоа ние сега инфлацијата кај нас е 3,6 и 3,4 во Европската Унија. Се ова е симплифицирано едно објаснување за да се објасни концептот на инфлација, што значи секако влијаат и други. Инфлација секако имаме раст на цените. Голема инфлација, односно треба да зборуваме, немаме пад на инфлација, намалување на инфлација. Дефлација е пат на цена. Така е. Во Дефлација е суштина имаме забавување кога и Да. забрзување, поголема стапка или помала стапка, но инфлацијата значи дека во секој случај растат цените. Сега уште едно прашање што се отвара, дали може да очекуваме дека производите што ќе чинат исто колку што чинеа пред она забрзано зголемување на цените? Дали ќе се вратат некогаш цените на она рамниште што беа пред кризата? Зборуваме еве на пример килограм кашкавал беше 400 денари за килограм, сега е 650-700 денари, зависи. Дали некогаш можеме повторно да јадеме ефтина храна како што била пред кризата? Во глобални рамки не се очекува дефлација. Еве да појдеме од тоа што проектира Меѓународниот монетарен фонд, тој вели од инфлација која што достигна некаде близу до 10% во 22 се намали 23 на околу 7% инфлацијата, за оваа година во глобални рамки се проектира 5,8%, а наредната година нешто над 4%. Чи не се проектира дефлација. Нели го објаснивме поимот што значи. Тоа во основа упатува дека ние не можеме да очекуваме враќање на општото ценовно, просечното ценовно ниво на предкризните, на нивото кое што постоеше во предкризниот период. Бидејќи ние сме високо отворена економија, увезуваме голем дел од тоа што ние го трошиме, ако во глобални рамки не се очекува дефлација, туку се очекува само помала инфлација, не можеме и ние, генерално кај нас, да очекуваме дека општото ценовно ниво би се вратило на предкризниот период. Но ова не значи дека некои производи можеби нема да се врати. Споменав, 680 производи се. Зависно од состојбата, движењето, многу други фактори, можно е цената кај некои производи да се врати на предкризно ниво. Но во просек, барем имајќи ги во предвид сегашните очекувања, за движењата на светските цени на храната и енергијата, не би можело да очекуваме Значи, враќање. суштина, тоа што го имаме сега ќе остане сега и ќе доходот, односно нашите лични примања, ќе го бркаат тој стандард да може повторно да не станат ефтини за закупување. Така е, има зголемување на платите, како што гледаме, дури и реален раст има позитивен, прилично голем, околу 13%, според последните податоци имаме реален раст на платите. И сега наоѓаме исто така и интересно прашање, иако кризата почна да се најавува, зборуваме оваа криза со зголемување на цените, на трошоците на живот, односно кога букна инфлацијата, прв предвестник беше зголемување на цената на квадрат стамбена површина, односно становите почнаа сериозно да поскапуваат во град Скопје, но и во цела држава. Тоа беше првиот предвестник. Сега доаѓаме до нешто парадокс, цените се страшно високи, вие преземавте мерки како Народна банка, иако не можете директно да влијате, имате начини преку банките да влијаете на кредитирањето на стамбената изградба. Сметате ли дека цените на становите отидоа нереално високи и дека тоа е моментално ценовен балон или дека веќе тоа се тие цени што се во моментов и тие ќе си останат? Да, во изминативе неколку години забележан е висок раст на цените, иако тоа не е случај само кај нас, ако се погледне Европската Унија, исто така тоа е случај и има, би рекла, повеќе фактори и од страната на понудата и од страната на побарувачката кои што ги објаснуваат овие движења. Првите вакви сигнали за позабрзан раст, инаку ние претходно сме имале раст на цените на становите, но бил поумерен 1-2% на годишно ниво,
Првите сигнали за забрзан раст беа некаде кон крајот на 21-а, тогаш кога почнаа да се забележуваат и првите сигнали од инфлацијата. Тогаш беше енергетската криза, ако се сеќавате, почна тоа позначајно да се одразува. И во тој период каматните ставки се уште беа ниски. Во голема мера, дел од заштедите на граѓаните се пренасочуваа кон алтернативна инвестиција, а ние немаме развиен пазар на капитал, за жал, кај нас. И некако, веројатно, изгледаше атрактивно вложувањето во становите. Значи, по тој основ се зголеми побарувачката за становите. Имаме расположлив доход, имаше заштеди на кои што каматите беа ниски во банкарскиот систем и нормално, рационално економските субјекти бараат поголем принос или посигурна инвестиција. Друг момент кој што исто така влијаеше на зголемена побарувачка за станови беа и стамбените кредити. Кај нас податоците покажува дека отприлика некаде околу половина од побарувачката за станови е финансирана со кредити. Значи, кредитите имаат значајна улога. Кредитите во тој период забележаа значајно забрзување, стамбените кредити. Значи, по двата основа и заштедите на населението, барање на алтернатива наместо депозити, но и стамбеното кредитирање придонесоа за зголемена побарувачка. Чим има зголемена побарувачка, понудата не може брзо и на краток рок да се прилагоди, тоа резултираше во раст на цените. Исто така, реално се зголемеа и цените на некои инпути. Тоа се смета фактор на страната на понуда. Градежните материјали се сеќават, транспортни трошоци, отежна транспорт и така натаму, и тоа ја зголеми и цената на одредени влезни инпути при градбата на становите. Со оглед на тоа што ние оценивме дека ова е прекумерен раст на цените на становите, особено динамиката со која што тие расте, а ние како Централна банка преседовме повеќе мерки. За прв пат во нашата историја ние воведовме противцикличен заштитен слој на капиталот. За гледачите да не влегувам во детаји. Неколку пати. Да, но суштината е се праќа сигналот дека треба повнимателно постапување во сегментот на недвижностите од страна на банките. Понатаму воведовме и некои други макропрудентни мерки, исто така за прв пат како задолжителни, например сооднос, колку може да е соодносот меѓу кредитот и хипотеката, станот која што се става, или сооднос меѓу обврската за отплата, месечната обврска за отплата и примањата кои што ги има граѓанинот, што сето тоа влијаеше на повнимателно однесување од страна на банките. Дали дадоа овие мерки што ние ги превземавме резултати? Јас мислам дека дадоа, затоа што највисоката стапка на раст на цените на становите, која што беше достигната, изнесуваше 21% раст. Меѓутоа, и тоа беше 22 година некаде есента, од тогаш па наваму ние бележиме значајно забавување на растот на цените на становите. Значи, тие уште растат, ако се гледа, но овој раст е многу поумерен и според последните податоци за минатата година околу 7% е растот. Ова е и конзистентно со кредитите, со стамбените кредити, кои што исто така позначајно забави од 16-17%, па сега се 9-10%. Сега доаѓаме до клучното прашање. Тука има голем број нови непродадени станови во Скопје. Се проценува дека се веќе 6.000. Значи, според катастарот, изградени се, не се продадени. Од друга страна, енормно расте цената на квадратот. Растеше, сега има позабавено раст на цените. Малку како од страна вака гледано, изгледа како да е балон. Се гради, не се продава, а цената оди нагоре. А знаеме дека, например, во моментов во Кина ја подолго време, а сега избива повторно како проблем е со стамбената изградба, пропадна една огромна компанија која што го наруши пазарот на недвижности. Значи се зборува Кина дека тука малце климаво стои во тој економски дел, што може да се рефлектира и на другите сектори. Дали можеби и во Македонија имаме некој балон кој што утре ако пукне дека може сериозно да не дестабилизира? Затоа и кажав дека ние реагиравме на некој начин превентивно.
во суштина, иако имаше фактори фундаментални кои што го објаснуваа тој раст на цените, сепак ние реагиравме превентивно и тој тренд на значително забазување беше прекинат. За сега, гледајќи ги билансите на банките, нема материализација на ризиците затоа што нефункционалните кредити кои што се поврзани со стамбените кредити се многу мали. Нивното учество дури е и под 1%. Така да, гледајќи ги билансите, податоците, за сега ние не можеме да зборуваме за вакви состојби како што вие ги посочувате, но дека треба предпазливост и натамошно внимателно следење на овој сегмент, нема дилема, впрочем ние тоа и го правиме, постојано ги следиме, меѓу другото и движењата на овој пазар и ќе ги прилагодуваме мерките кои што и досега ги имаме преземено, доколку има Ќе потреба. се трудите уште повеќе да намалите кредитирањето на стамбената изградба и купувањето на станови? Доколку податоците укажат дека има потреба од тоа, да. За сега движењата и на стамбените кредити и на цените се во насока која што ние ја очекувавме. Но доколку видиме дека има отстапување, се разбира ќе продолжиме. Значи за сега останувате на овие мерки од ова што можем да Да, за сега остануваме затоа што даваат резултат согласно со нашите овие очекувања. антициклични мерки што многу ми е интересен зборот секогаш. Да, свесна сум дека не е едноставна оваа терминологија. Да. Сега да дојдеме до нешто друго што се појави како прашање, јас не бев свесен за тој проблем, па пред новогодишното дружење со вас во Народна банка ми го отвори малце видикот. Тоа е дека сега, например, сервисирам јас секој први кредит стамбени од кредити, јас сум редовен плаќач. Што ако јас наместо на први кога што ми доспева ратата, почнам да го сервисирам на 15 во месецот, значи 15 дена од кога ми доспева ратата, задоцнувам во суштина. Дали ако за секој наредни 6 месеци јас на 15 плаќам, тие кумулативно 15 дена ми се собираат и под 6 месеци ќе стане нефункционален кредитот, односно дека јас сум нередовен плаќач на кредитот. Дали тоа ќе се случи? Добро, малку да објаснам пошироко, накратко, суштината е дека минатата година, на почетокот на минатата година, донесовме нова одлука за кредитен ризик, која што значи натамошно согласување со европската регулатива. Само да подсетам, ние пред неколку години имавме оценка од страна на Европскиот регулаторен орган, кој што оцени висок степен на усогласеност на нашата регулатива и супервизија со европските стандарди и пракси. Што беше навистина многу позитивно за нас, како земја, како Централна банка, но од друга страна и обврска дека ние мора да ги следиме тие натамошни промени. Ова е новина во рамки на Европската Унија. Оваа нова одлука во суштина го менува начинот на кој што се дефинираат нефункционалните кредити. Има сега технички аспекти со кои што јас не би сакала да ги оптоварувам граѓаните. Меѓутоа, нешто што е суштински, што треба да го знаат граѓаните е дека сега клучно е ставен фокусот на износот кој што граѓанинот го должи. Затоа што сега е воведен така наречен праг на значајност. Тој се дефинира преку апсолутен и релативен праг на значајност. Поедноставно кажано, значи вие, иако должите подолго време, ако не го надминувате тој праг на значајност, нема вашиот кредит да биде класифициран како нефункционален. Апсолутниот праг на значајност на граѓаните е 6.000 денари. Значи вие, ако должите и подолго време, но не го надминувате овој износ, нема да бидете класифицирани во нефункционални. Она што е важно за граѓаните, неколку работи би потенцирала. Прво, секако дека треба да се води сметка да нема прекумерна задолженост. Треба да се заложуваме колку што ни е капацитетот за сервисирањето и тоа може да има неповолни последици за нас, за семејствата. Втора работа, ако веќе сме дојдени во ситуација да должиме, секој граѓанин треба да ја праша банката точно да утврди колку е прагот на значајност. Мора да го знае и апсолутниот и релативниот, оти тоа ќе му помогне полесно да менаџира со
од платата на своите рати, за да не биде класифициран во нефункционален, за да потоа тоа понатаму нема последици. Иначе, праксата и од другите земји ни покажува дека секогаш кога се преминува нова дефиниција на нефункционални кредити, на почетокот има одредени потешкоти, но тука банките имаат уврска да работат со клиентите, да им го објаснат новиот начин, новата методологија за пресметка, за да ефектите врз клиентите се минимални. Нашите проценки од разговорите со банките, информациите кои што ги имаме, се дека да, можеби во одредени случаи ќе има одредени потешкоти, но сепак тоа не би било нешто позначајно на ниво на банкарскиот систем. Значи, во суштина треба сега сите ние што имаме кредити, треба да си отидеме во банките и да се распрашаме како стоиме, што може да направиме. Например, еве, случајот на први порано се сервисирал кредитот, сега на 15 поради X причини се смениле, може работно место се смениле условите, едноставно, но се сервисира на 15, но ако 6 месеци наместо на први на 15 може да се сменат условите и треба да си ја прашаме банката. Во суштина 90 дена треба да не се плаќа континуирано. Ако има доцните континуирано, 90 дена. Ако во меѓувреме наприе вие отплатите дел и паднете по тој праг на значајност, прекинува броењето и почнува ново броење од ден 1. Од еден, не е кумулативно. Да. Добро. Значи затоа има одредени дефиниции и банките се должни да им ги објаснат на граѓаните за да им помогнат полесно да справат со. Да го знаат сите ние што имаме кредити, значи би требало да го знаеме и да се ги провериме во банката, да знаеме на што сме, за да прак на значајност и апсолутен и релативен. Така, тоа значи останува на нас. Сега малце да отидеме на другите ми овде. Интересно ми е, например, кога се подготвував за овој подкаст, се знаеме веќе 12-13 години, имам интервјуа со вас повеќе пати и како вице гувернерка и како гувернерка, но повторно мора да се подготви човек и читајќи ја вашата биографија, можам да кажам дека е прилично импозантна, значи онака, почнувајќи од студентски денови, една од трите најдобри во генерација сте, па после тоа каде се имате работено, тоа е работено во Министерство за финансии, учествувано во изготвување на трезорскиот систем кој што до ден денеска функционира, па може да се каже дека сте работеле и во време на една партија и на друга партија и на сите значени функции, сте биле вице-гувернерка во различни влади кога била политички партии биле на власт и што е најинтересно, станавте гувернерка со 81 глас во собранието, што би можам да го коментирам, појаки сте и од уставот за да се смени устав требаат 80 пратеници, а вие добивте 81 и гласа сите политички партии, немаше против никој, значи и власта и опозицијата, тоа беше 2018 беше. Така гласањето, така што интересно е да се прочита вашата биографија, може да се најде и на страницата на Народна банка, но и на Википедија. Но она што ме интересира, сакам бидејќи нас не следат различни возрастни групи, ние се подкастите се пред се наменети и за помладите генерации. Мене ме интересира нешто кога ќе се чита ваква биографија, ме интересира дали вие како мало девојче, како девојче сте сонувале за големи позиции, дека ќе успеете во животот и ќе станете, например, сите како девојчиња најчесто балерини сакале да станат, но еве сте голема позиција уште од помлада возраст сте планирале да стигнете, сте имале амбиција или со текот на работата, после за време на студирањето, после вработувањето, чекор по чекор амбициите ви се остварували и сте ги граделе за да дојдете до гувернерка на Народната банка. Прва жена гувернерка на Народната банка во Македонија. Прво ви благодарам за убавите зборови. Не, тоа го пишува, само го. Да. Во суштина, не можам да кажам дека од мали нозе сум имала амбиција навистина да бидам на некоја функција и така натаму. Она што е важно е воспитувањето во моето семејство, дека секогаш во фокус треба да биде трудот, а дека трудот кога тогаш ќе се награди. Тоа било, вака да речам, семејната филозофија, од секогаш се ставало фокус на тоа, на честноста, одговорноста, интегритетот на човекот и секако комбинирано со знаење. Дека тоа еден ден ќе
дојде до израз и дека ќе се валоризира во општеството, што навистина во мојот случај можам да кажам дека е така, се валоризирало, иако соочени сме нели со многу предизвици во општеството, многу случувања и така натаму, но јас во мојот кариерен развој навистина не можам да се пожалам. Се вреднувал трудот и самите кажавте, јас мојата кариера ја започна во Министерството за финансии како приправник, поминав низ многу дирекции, како млада бев поставена и раководител на работна група која во тоа време требаше да го формира трезорот. Ние немавме во тоа време во Министерството за финансии трезор. Морам да кажам голем страв од сите нас, но имав одлична екипа на млади луѓе која што беше максимално посветена да направи нешто што ќе остане, и драго ми е ден денес кога ќе се сетам дека заедно со колегите од Министерството за финансии направивме нешто што функционира и ден денес. Потоа работев и во Меѓународниот монетарен фонд, кој што е навистина престижна институција, можам да кажам и најпрестижна за секој еден економист, и навистина сум благодарна што можев да работам таму, да научам многу работи, пошироки признања не само за фискалната и генерално за макроекономските политики, а потоа сето тоа да го и валоризирам во рамки на Централната банка. Во Централната банка, кога дојдов прво како главен економист, кога се вратив од Вашингтон, од Меѓународниот монетарен фонд. Тоа е битна позиција во Народната банка. Да, е важно. Ситно нешто. Да, главен економист бев околу 3,5 години, а потоа некако природно дојде и вице-гувернерската позиција. Јас практично 2 пати бев испратна за вице-гувернер, со тоа што вториот мандат беше прекинат заради именувањето за гувернер. И сега се поставува прашањето, во Македонија има се уште стереотипи дека ако си женско треба многу повеќе да се мачиш за да успееш. Дали и вие го имате тоа чувство, се од прва рака да ни кажете, бидејќи една од највисоките државни функции во државата ги извршувате? Дали затоа што сте женско имавте потешкоти во аспект дека треба повеќе да вложувате, да се докажувате, да усогласувате приватниот живот, да напоменеме дека сте мајка на 3 деца, значи имате и семеен живот што се гледа, значи жена со 3 деца, во поголемиот дел од жените ќе речат леле тешко е со 3 деца, не можам кариера да бркам, ама еве вие успеавте и семејство да имате, но и кариера. Дали имавте потешкоти затоа што сте женско да ги реализирате овие амбиции, на пример, и да стигнете до тука каде што и требаше повеќе да се докажувате? Да бидам искрена, воопшто не е лесно да се чекори по ваков професионален пат, а истовремено да се балансираат и семејните обврски. Меѓутоа, пак од друга страна, благодарна сум за големата поддршка која што имав од мојот сопруг, од нашите родители, без кои што навистина мислам дека ќе беше тешко да се достигнат сите овие аспекти кои што и вие ги посочуват. Едноставно мајка е мајка, семени обврски, децата и така натаму. Од друга страна, работата не прашува дали сте маж, жена, мора да се испорача така како што треба, особено ако сте човек како што јас секогаш гледам малтене перфектно да се заврши секоја една работа, максимално се вложувам, значи нема површни, нема квази работи. Ако се зафатиме со работа, очекувам дека сите треба да ја завршиме навистина темелно работата. Така да тешко е, но не е невозможно. Значи примерот мој всушност покажува дека е возможно, а да, благодарна сум многу и на поддршката за да тоа се оствари. Но интересно е, на пример, дали е тоа тенденција или ваша жилба сега како гувернерка да смените дека и жените можат да извршуваат функција? Еве раководството, односно 2 вице-гувернерки од 3 вице-гувернери, се вице-гувернерки. Структурата е сменета. Јас не памтам, секогаш имало вице-гувернерки, па јас од кога памтам имало вице-гувернерки, но никогаш во вака голем број. И повторно ќе споменам со сите оние што ги контактирам во Народна банка, претежно се женски жени.
Значи, жени, се смени структурата намерно, вие протежирате затоа што се жени, па еве дојде вашите 5 минути, или едноставно се повеќе жените лесно остваруваат кариера, барем во некој од институциите? Добро, нема ништо тенденциозно намерно, секако дека првиот критериум за поставување на одредени позиции е квалитетот, посветеноста, одговорноста. Додуше и традиционално во Централната банка учеството на жените било релативно високо, околу 50-60% во вкупниот број на вработени, а во раководството исто така било нешто над 60%. Сега, во последниве неколку години, учеството на жените во раководните структури е некаде околу, се движи 65-70%, што покажува на одреден тренд на раст, но секако се валоризира прво и основно квалитетот, трудот, посветеноста и така натаму. Инаку ние и погенерално, ако се споредиме со другите централни банки, ние сме добар пример, би рекла, за можноста која што имаат жените на највисоките раководни позиции. Така впрочем и во изминатите 2 години ние сме рангирани за прва централна банка во светот, значи на прво место во светот, по учеството на жените во раководството на централните банки. Ова рангирање го прави угледниот британски think tank OMFIF, кај што прави анализа на застапеноста на жените. Така да ме радува. Меѓутоа сега гледам во изминатиот период се зголемови бројот на гувернерки, што е секако за поздравување. Имаме гувернерка за прв пат во Црна Гора, исто така во Босна, во Молдавија за прв пат имаме гувернерка, што значи полека централно-банкарскава заедница почнува да биде подиверзифицирана, еве така да кажам, што е и добро, затоа што и научните истражувања покажуваат дека поголемата вклученост на жените сепак внесува и некои нови аспекти, поинаков малку пристап, и добро е да има комбинација. Значи и мажи и на жени на раководни структури, зашто секој на свој поинаков начин придонесува за носење на оптимални одлуки. Сакав да продолжам малце од аспект на доверба на кон Централната банка, каква е позицијата, бидејќи тоа е многу битен елемент во банкарскиот сектор, воопшто и во општеството, да се верува на Централната банка. Со тоа ќе финиширам, но ме интересира нешто друго. Спомнавте за структурата на застапеност на жени во Народната банка, но ние имаме еден проблем што ни се провлекува, и вие мислам дека во последниве неколку дена зборевте на таа тема на меѓународни конференции, односно беше една од темите, учеството на жените на пазарот на труд. Македонија е позната за жал како земја која што голем дел на жените не учествуваат на пазарот на труд, а ние имаме сериозен проблем со работната сила. Едноставно имаме еден базен кој што на потенцијално работно способно население, тоа се жени кои што воопшто не фигурира на пазарот на труд, и тоа ни прави сериозен проблем. Колку е ова сериозно за нашето општество, бидејќи гледаме дека работници се помалце и помалце има, а сега последниве вести гледам по маркетиве, платите стигнаа 35.000 денари, основа најниската, па има бонуси, па имаат некои привилегии, се зборува и за повисоки плати од 40.000 денари, така што има голема побарувачка на работна сила, а ние имаме еден контингент што воопшто не ни учествува, не ни бара се работа. Да, ова е сериозен проблем, би рекла, а малото учество на жените, малото активно учество на пазарот на труд се гледа и преку стапката на активност на жените и на мажите. Стапката на активност на жените е 45%, а на мажите е 65%, што значи имаме 20% поени, што е многу голема разлика. Ова покажува грубо дека само 45% од жените кои што можат да работат се активно вклучени на пазарот. А и вие самите кажувате, од друга страна имаме недостиг, не имаме структурен недостиг на работна сила. Недостигот на работна сила произлегува од два клучни фактори. Неповолни демографски фактори и вториот е емиграцијата, која што се случува, се разбира не само кај нас. Цел Западен Балкан, тоа е еден од најголемите предизвици. Значи тоа ни го намалува работоспособното население. И затоа ние, барем ваму кај што имаме
простор да активираме, треба да се преземат мерки кои што ќе помогнат за да се зголеми активноста на жените на пазарот на труд. Зошто? Затоа што пазарот на трудот и човечкиот капитал е еден од основните предуслови за раст. Ние не можеме да растеме со забрзани стапки на раст ако немаме доволно труд. А ние, како што кажувате, имаме потенцијал кој што седи неискористен и не е ставен во функција на општеството. Ако не се промени нешто во овој сегмент, како удиме на подолг рок, проблемите наши ќе бидат поголеми. И потенцијалниот раст кај нас ќе биде помал од тоа што би можел да биде ако се жените поактивно вклучени. Дојдеме до предпоследното прашање. Тоа е за довербата на Народната банка, зошто е значајна. Например, пред да го почнеме подкастот, зборувавме за големата криза 29-та, во суштина дека кога падна Њујоршката берза и кога почна светската економска криза, дека во суштина падот на берзата не беше клучниот фактор, туку беше проблемот кога настана со подигање на средствата од населението од банките, односно кога крахира американските банки во 29-та, и една од првите мерки за обновување на економскиот поредок и систем беше со доаѓањето на Рузвелт на власт, со тоа што донесе акт за банки, со кој што ги санираше банките. Тоа беше во суштина клучниот елемент за излегување на таа големата криза, после големата депресија, 4 години после почетокот на кризата, вистинското опоравување почна во 33-та година. Банките се клучни за економскиот систем, но исто така клучно е независноста и довербата во Народната банка како регулатор, народните банки како регулатор на банкарскиот сектор. Вие бевте на конференција кај што се зборуваше за независноста на на централните банки. Како ја оценувате независноста и како ја оценувате довербата, бидејќи тоа се клучни елементи за добро функционирање на централните банки? Да, апсолутно сте во право. Независноста на Централната банка е клучниот предуслов за успешно водење на макроекономски политики, што значи за одржување на макроекономската стабилност. Независноста на централните банки во основа зависи од неколку елементи. Прво е регулативата, регулаторната рамка, колку е силна таа, колку таа ја заштитува од политички и други влијанија Централната банка. Тука оцените кои што ние ги добиваме од Европската унија како дел од процесот на скрининг, оцена, се високи и оценуваат високо ниво на независност, правна независност на Централната банка. Понатаму друг многу важен фактор е кредибилитетот на луѓето, на раководството на Централната банка. Оти не е доволно вие само да имате силна регулатива, треба и да можете да ја имплементирате и некогаш да носите и тешки одлуки, како што и вие впрочем посочивте. Со исто така говори за кредибилитетот на институцијата. И третата работа, од која што зависи независноста на Централната банка на еден начин е од довербата, бидејќи јавноста е најголемиот заштитник на независноста на централните банки. Само ако една централна банка ужива доверба во јавноста, тоа може да ја заштити од голем број влијанија. Како се оценува кај нас довербата? Тука би посочила на анкетата што ја спроведе Светска банка, таа мислам на 4 години се спроведува. Ова анкета упатува на високо ниво на доверба на јавноста, значи на граѓаните и на институционалните субјекти во Централната банка. Таа е всушност прворангирана, значи домашна институција која што има највисока доверба, а исто така дури повисока доверба има и од некои меѓународни и европски институции, например повисока доверба од Меѓународниот монетарен фонд, повисока доверба од европските институции, што ни е навистина драго. Дури ако гледаме динамички, што се случи со довербата, затоа што реално ова беше исклучително кризен период. Криза после криза. Вакво нешто Криза во криза. Од не се паметаш. Почна во криза сме нонстоп. Вакво нешто навистина одамна и јас сум во оваа сфера, вие ја следите, значи вакви години не се паметат, каде што по дефиниција мора да се носат тешки одлуки, се зголемуваат камати, се воведуваат други мерки и што реално кризните ситуации може и да ја намала довербата во јавните институции. Кај нас тоа не е случај. Напротив, дури има и одредено
зголемување на довербата и покрај сите тешки одлуки кои што моравме да ги носиме во овој период. Да, тешките одлуки, како што кажавме на почетокот, се сега да ги платиме, да ја платиме цената, бидејќи ако се одолговлекува плаќање на цената, тоа ќе Поскапо биде ќе биде. поскапо ќе биде и ќе биде полошо. Последното прашање да завршиме со овој подкаст, што ќе порачате први на сите оние помлади генерации девојчиња, значи сега што се решаваат професионално што да се бават, дали да го следат вашиот пат и каков би бил тој пат, односно што да направат за да можат да се надеваат дека во животот ќе успеат и еден ден ќе извршуваат една од највисоките и најодговорни функции што може да има во една држава, а тоа да се биде, например, гувернерка на Народната банка. Што би им дале совет, еве, сега, на оние девојчиња од 14-15 години што не следат, што, како се стигнува до таа позиција на која што сте ви? Не сакам да звучам нескромно, нели? Меѓутоа, еве, мојот пример покажува дека многу работа, труд, посветеност, одговорност и храброст за справување со предизвици, зашто ќе ги има. Значи, на патот, дали е тоа образовниот процес, дали е тоа професионалниот процес, ќе има голем број предизвици и потребна е храброст за справување и да нема разочарување, нели? После дождот доаѓа и сонцето. И верба дека на крајот на криштата општеството ќе го валоризира нивниот труд. Така да тоа е некоја, ако можам да кажам, формула од моето досегашно искуство. Да. И честност. Да кажеме кој беше гостин. Гостинка беше гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска Бежовска, инаку швеѓанка по раѓање, што би се рекло, тоа го изумив да го кажам. Вие сте родена во Шведска, Да. така што знаете нешто шведски? Да, знам, да. Не многу веќе се заборава, нели, меѓутоа, да, малку. Дали би живееле во Шведска сега? Од оваа перспектива, тешко веќе, цело семејство е тука, нели, навикнати, децата свој живот имаат тука, така да потешко. Потешко. Тоа беше, значи, гувернерката Бежовска. Благодарам на гостувањето, гувернерке. Се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам и на вас, Горан, ми беше задоволство. Се гледаме ние за 7 дена.